се повеќе компании го бараат, огласи за работа се бара Figma. Скала оваа година воведоа софтвер учење Figma. Тоа не се случува на формалните образовни институции, таму треба време, тие се многу инертни, а промените моментално случуваат многу брзо. Кажи ми како се случи тој усврт да се тргнеш од правото и да се насочиш кон UX UI? Па не беше право, тоа се политички науки, иако имам и правни предмети, имам и основа во правото, имам познавање апсолутно од правото, повеќе беше политички науки, тоа е нели сепак е различно. После студиите работев, нели веќе кога годиме кариера, работев долго време на различни хонорарни ангажмани кај што правев статистички анализи, значи обработка на податочни сетови, крос-табулации, калкулации, без разлика дали тоа биле компании, дали биле индивидуалци кои им требале некоја статистичка анализа, докажување хипотези за мојата професија. И сега како почнавме, како дојдов до веб дизајн. Имавме невладина организација која што до ден денес уште постои и сакавме да направиме веб страна. Нели, не бевме тогаш прилично млади, немавме ни буџетни средства за таа веб страна и решив да научам самиот да ја направам и најдов туторијали на YouTube за WordPress и ја направи страната, основна страна, постои денес може да ја провериш. Quantum.org си функционира и е функционална. Там беше првата веб страна и фактички тогаш сватив дека ова е исто така област која што ми интересира. Апсолутно ми интересира тоа што го работев статистички анализи, нели збориме за од аналитички оддел на политиката, не од директно вклучено политика, тоа ми беа и студиите. Повеќе ја сменив професијата бидејќи ова можеби беше тогаш во подем. Веб дизајнот апсолутно беше во подем и се бараше многу и решив да се надоградувам во таа област. Од онлайн курсеви и пред се од работа со клиенти. Работа со клиенти, значи уште на почетокот првите можеби проекти беа нели лични на пријатели, после директно влеговме во оган и тогаш научив најмногу. Кога е најтешко од клиенти, кога има некои барања кои што се тогаш учиш, истражуваш и тогаш се учи најмногу. Така да и тоа си одеше полека едно по друго. Еве денес имаме 100 веб страни изработено како milestone. Ти стоиш зад Tivius. Кажи ми, кои беа најголемите предизвици со кои што се соочивте на почетокот на таа успешна приказна? Tivius е дигитална маркетинг агенција која основавме во Кавадарци заедно со мојот брат. Почнавме како дел од фотографија и видеопродукција. Подоцна веб дизајн услугата ја додававме јас кога почнав тоа да го работам. И подоцна тоа се прошири во маркетинг на социјални мрежи, SEO и така натаму. Нели денес веб дизајн, SEO, видеопродукција, фотографија ни се основни услуги. Како почна Tivius, нели тоа беше спонтано повеќе, работевме на неколку проекти хонорарно како фриленсери, во паралелно работевме и друго. 2017 решивме да ја основаме фирмата официјално како фирма. Еве, денес правиме 7 години веќе. Да, и се множат. Фала ти, да. Така да тоа беа почетоците. Нема некоја посебна приказна, едноставно имавме момент кога веќе доволни од број на клиенти, свативме дека имаме доволно клиенти и работа, да оставиме работата која што сме работеле сигурна, која што била, или на еден начин. Ова од друга страна беше покреативно, работи за себе, си предприемач и се тука може да спомнаме една интересна приказна. Бев во САД, Work and Travel, како лайфгард, спасувач на базен работев. Патувањето во САД ми беше едно интересно искуство, нели работата 4 месеци, зашто предприемништвото, нели таму луѓето не се врзуваат толку за една професија, баш најдов некаде статистика дека 20% од американците се предприемачи. 2 до 3 пати во животот prosечен американец менува професија, значи, а 20 работни места. Значи, американците се пофлексибилни и тогаш таа една друга парадигма кон светот видов и сватив дека предприемаштвото е професија на иднината на еден начин. Тоа значи да си флексибилен и адаптибилен на промените кои што моментално се
се почести. Значи веќе не е како што било како во минатото. Јас затоа многу ги вреднувам овие школи за неформално образование како што е Скала и други кои што многу не се толку инертни како овие што се за формално факултетите од формално образование за кои што им треба години да сменат една програма, силабус, а промените се случуваат во недели, ако не и денови, во оваа наша област. Така да тоа искуство од САД, погледот на еден поинаков пристап предприемачки ми даде една нова перспектива и можеби тоа беше и инспирација за подоцна да решиме да одиме all in во приватниот сектор, во TVUS, а не нели да работам за друга компанија. Се сложувам со тоа, бидејќи генерално во академиите има по-прецизна структура во тимот и многу полесно може да се изгласа некоја реформа, додека во формалното образование, како што се сега моментално актуелните универзитети, јас сум студент на Финки и знам точно што се случува, најчесто се учи од застарени материјали што тешко се менуваат, бидејќи треба да пројдат низ многу канали дури да се одобри било која промена што треба да се направи во таа студентска програма. Да, знаеш што тие се големи бирократски институции. Не тој теоретски сме го учили на факултет, но сум го видел и од искуство. Секогаш кога се сретнувате со таква бирократска организација, сваќате колку таа е бавна и неадаптибилна на промените. А моментално промените се случуваат многу брзо. Имате раст на вештачката интелигенција која апсолутно ќе го промени изгледот на пазарот на труд. И сега ви имате од една страна факултети кои што им треба години да сменат една програма, еден силабус, а тука се менуваат промените многу брзо. Мора да направиме организации, институции. Јас затоа гледам иднината во овие школи за неформално образование, работечи во реалниот, во приватниот сектор, во IT сфера, сваќам и гледам дека мора агенциите на образованието или институциите образовни да бидат поефикасни и побрзо да се менуваат, за да го следат тоа движење на технологијата и на пазарот на труд. Дали може да ја кажеме на публиката сега што е WordPress? WordPress е моментално најпопуларниот и најчесто користен контент менеджмент систем во светот. Моментално WordPress користат околу 43% од веб страните во светот и убедливо најчесто користен контент менеджмент систем. Значи, скоро половина од веб страните кои што постојат, а тоа се околу 460 милиони страни, моментално веб страни кои што се активни, се на WordPress платформа направени. Јас знам дека ти си од Финки, кај студенти од Финки сум разговарал, има некое подценување кон WordPress. Да, на почетокот, кога не беше уште развиен, или тој open source платформа, моментално WordPress е до тоа ниво развиен да може да правите на него онлайн продавници, буквално социјални мрежи, комплексни страни со логирање, membership и така натаму. Но не е случајно тоа што најголем број од страните во свет кои што постојат се на WordPress. И тоа убедливо, значи 43% се на WordPress, втори се 20% кодирани страни, па трети 5% се Shopify страни. И другото се мали проценти. Какво е твоето искуство со студенти и како ги држиш мотивирани? Кога ме викна од Скала, првиот пат може би не бев сигурен во себе како би го правил, бидејќи тоа за мене беше прво искуство. Да, сме имале на факултет дебати, сум бил на доста настани, но ова беше друго искуство. Нели, сепак треба да пренесеш знаење и секогаш тоа не е лесно, не е едноставно. Има многу луѓе и професори кои што имаат знаење, ама не знаат тоа да го пренесат на прав начин и нели јас секогаш се обидував да го направам предавањето, нели поучен од искуства што сум имал со други ментори и професори, тоа да биде конкретно и со примери. Првата година, првата група, повеќе студенти ми оставија впечаток. Тијана еден од нив. Имаше и многу други, Аника исто,
Андреј, Александар и многу други, со некои од нив Да ги ден поздравим денес сите. соработуваме, нели прилично беше многу силна група и тоа за мене беше стварно одлично искуство, бидејќи од нив научив многу работи, прашањата беа стварно креативни и инспиративни. Пример еве со Аника, почнавме со работка летото, денес скоро веќе 9-10 месеци работиме на многу проекти. Значи Аника е кај нас во Tivius, како UX UI дизајнерка. Имаше огнено крштевање на веб страна за клиент од Австралија, со кој што работевме 2 години и клиентот за секоја една работа имаше по 1 милион забелешки и кога Аника го прати дизајнот, прототипот во Figma, вратија само немаме забелешки. И тоа беше одлична соработка и од тогаш продолживме да работиме со неа. Исто посебен проект кој што драг ни беше редизајнот на сајтот на Скала. Исто со Аника, она го работеше UX UI дизајнот во Figma, прототипот, јас ја градев страната нели во WordPress.